Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, представник на владата, после предвремите парламентарни избори, наместо во собрание се разговара за криминална неделата, криминална месецот или криминална годината, ќе се разговара за проект на неделата, проект на месецот или проект на годината. Пред да започнам со криминалот 5 милиони евра, сакам да известам јавноста дека 520.000 евра и 6 месеци работа се потрошија во оваа сала за 120 таблети и софтвер, на кој што наместо 5 минути да му треба од една на друга седница, му требаат 50 минути, а се потрошени 520.000 евра, подсетувам, за 120 таблети и софтверско решение. И тоа е недозволиво. Вториот дел е законот каде што имаме криминал во најава од 5 милиони евра. Забрзано и сигурно ова здружена водејачка структура успева да уништи и да искраде све од електрани на Македонија. Затоа што сакам да ве потсетам, колеги од мнозинството, дека електрани на Македонија од независноста на државата до 2017 година, додека вие не ја превземавте Република Македонија и не почнавте да управувате со незе, беше најголемото државно предпријатие гигант, кое што секоја година, секој месец остваруваше добивки. Ова предпријатие го земавте со повеќе од 25 милиони евра суфицит пари. Тоа значи дека сите обврски биле подмирени и оставиле 25 милиони евра на салдото. Денес ова предпријатие се соочува со повеќе од 18 милиони евра дефицит, со повеќе од 18 милиони евра долгови, иако државата истори повеќе од 170 милиони евра суви пари од буџетот, од нашите, од гаѓанските пари, со цел да истото функционира. И на ова недомакинско работење му нема крај. Денес, наместо директорот или владата да соопшти до собранието и до јавноста дека ќе имаме инвестиција од 25 милиони евра за фотоволтаици во државна собственост, вие доаѓате овдека и барате кредит за тоа да се направи. 25 милиони барате кредит, средства кои што ги имавте како суфицит кога дојдовте на власт. И најголем пораз за електрани на Македонија е токму оваа бројка која што ја земаме за кредит. Почитувана јавност, ако секој од вас дома градите фотоволтаици, ќе ги градите со цена од 25% поевтина од онаа која што владата предлага да се зајмиме. И наместо државата која што ќе потроши 25 милиони евра со 25% поевтино од пазарната цена, државата ја зема со 25 милиони евра поскапо, или како што се вели онаа народната, пола јаде, пола шарцу дае. Пола ќе се гради, пола ќе се краде. Така е со системов овдека, така е со фотоволтаици, едноставно немате инсаф во крадењето и во уништувањето на државната собственост. Само овие 100 дена нова влада имате склучено договори во 4 очи, без објавување на тендер во вредност од 200 милиони евра. 200 милиони евра за договори во 4 очи. Тоа се 2 милиони евра на ден кои што одат во фирми блиски до заеви. И не го зборувам ова јас, дека сум позади оваа говорница. Имаше репортажи, имаше емисии на телевизија со национални концесии, како една фирма копа, па потоа пропаѓа, па другата фирма ја зема, па оваа е подвизедувач и кај сите пари завршуваат во Струмица. Ете затоа, како што еден колега од Кајова спомна дека некој ќе се буни дека е нов ден и ново задолжување,
Да, јас го велам тоа и јас протестирам затоа што е срамота Електрани на Македонија да нема 25 милиони евра да се задолжува, а во меѓувреме само за 100 дена од кога имаме наводно нова влада, во 4 очи да се потрошат 200 милиони евра. Тоа е срамота и тоа поведение е недопустливо. Но толку повеќе што ги заглавивте Електрани на Македонија, ја заглавивте и МЕПС со 6 милиони евра. А било кој од кај вас, од владата, ако го прочита законот, ќе види дека така законот е направен што МЕПСО никогаш не може да биде во загуба. Ама, кога ќе дојдат арамии на чело на државата, и она што не може, става сурова реалност за граѓаните во Република Македонија. Дополнително, живееме во држава во која што основната алка на енергетскиот систем, термоцентралата РЕК Битола, е секојдневно под грабеж, тоа го анализиравме, и е секојдневно под хаварии. Зошто? Затоа што се пишуваат делови што не се ставаат, затоа што се пишува дека се копа, а рудата ја нема никаде, и едноставно затоа што не може да се произведат потребните количини за потребите на оваа држава. Со овој закон велите дека ќе се градат фоторапонски електрани и дека заедно ќе гарантира државата, дека кредитот ќе го одобри Европската банка за обнова и развој, а за изградбата земјава ќе добие и инвестиции и грант од 5 милиони евра. Првата фотоелектрана Осло ќе има инсталирана моќност од 10 мегавати, додека фотоелектраната Битола е предвидено да има инсталирана моќност од 20 мегавати. Проектот ќе го спроведува ЕСМ и дека ќе биде декарбонизација на фотоцентралата Осломи со моќност од 10 мегавати. И сега го поставам следното прашање до владата. Ако во 2019 година знаевме дека во Европа термоцентралите и нуклеарните централи ќе се затвораат, што по дефолт значи дека има полку енергија на пазарот, ако знаеме дека Франција, Германија, Италија и другите големи држави мораат да имаат енергија и дека имаат стандард таа енергија да плати поскапо, што правевте во владата 18, 19, 20 и 21 година? Дали во владата некој за нешто овдека чувствува одговорност? Мене ми е јасно дека кога губите на избори, народот е крив. Мене ми е јасно дека кога не знаете што да кажете, дека ветувавте една цена на струјата, дојде пута 3, дека општините се криви. Зашто во оваа влада некој до сега поднел или планира да поднесе одговорност? 5 милиони евра крадете на 20 милиони евра. Нели е срамота? Нели треба да биде поевтино од пазарна цена, а не поскапо од пазарна цена? Ако јас или вие од владата или било кој граѓанин гради нешто по цена од 100 денари и вложува 20.000 евра, не може цената кога ќе вложиш 25 милиони евра да биде 125 денари, туку треба да биде 75 денари. Имате ли усул, имате ли грижа на совест до кога ќе го ограбувате овој народ? Не ли ви е срам на 25 милиони евра 750.000 евра консултантски услуги? Па кај да отидете, имате фотоволтаици. На тие луѓе кој им дава консултантски услуги? 750.000 евра. Покрај 5 милиона евра украдени пари поради пазарната цена, тие се малку, уште 750.000 евра за разни експерти. Имате дуи експерти, СДС експерти, обични експерти. До кога планирате да го ограбувате овој народ и до кога планирате овакви големи гиганти да ги понижувате на јавна сцена со 25 милиона евра кредит, наместо Електрани на Македонија, тоа да го направи од собствени средства и плюс да остави 25 милиони евра во буџетот како што беше во минатото. Затоа, почитувани колеги, треба да бараме одговорност од оние кои што ја подценуваат интелигенцијата и наша, и на оние кои што гледаат и на секој еден граѓанин во оваа држава. Затоа што на овој арамилук
Мора да му се стави крај.